Во салонот на Kia Motors во Скопје пристигна Kia Ceed, со што се комплетираше гамата со долго очекуваниот нов модел од C сегментот. Новиот Kia Ceed е надграден на новата платформа K2. Возилото е 2 см пошироко и 2,3 см пониско од неговиот претходник, додека должината на меѓуоскиното растојание останува непроменета 2650 мм. Волуменот на багажникот е зголемен за 15 литри и сега изнесува одлични 395 литри. Опремен е со 1 литарскиот турбоагрегат со 120 конски сили, а во бензинската понуда е вклучен и мотор со зафатнина од 1,4 литри атмосферски турбо со моќност од 100 и 140 конски сили. Ке се нуди 1,6 литарски турбодизел со моќност од 136 конски сили и ги задоволува Euro 6D стандардите. Клиентите ќе може да нарачаат автомобил со 6 брзински мануелен менувач или со 7 степен роботизиран со 2 спојки. Опремата вклучува адаптивен круз контрол систем, управување на дел од функциите на автомобилот преку паметен телефон, JBL аудио, мултимедијален систем, како и електронски системи за асистенција кои го следат движењето во лента, во мртва зона, во прегледот на возачот и помагаат при паркирање и излез од паркинг. Порше на сајмот во Париз ја покажа обновената верзија на својот кросовер Macan, која е опремена со нов 2.0 литарски бензински мотор кој за Европа има моќ од 245 конски сили. Macan со новиот мотор работи во комбинација со 7 степен автоматски менувач со 2 спојки, а во комбинација го забрзуваат кросоверот од 0 до 100 км на час за 6,7 секунди, додека максималната брзина е 225 км на час. По дотерувањето на лицето, кросоверот добил различни светла и трепкачи, како и нови 20 и 21 инчни тркала. Во внатрешноста е поставена нова инструмент табла и 11 инчен екран на допир, а исто така има и нов спортски управувач GT од Porsche 911. За време на меѓународната изложба во Париз, Porsche го најави и 911 Speedster. Моделот ќе се произведува во лимитирана серија од 1948 примероци, а првите примероци ќе ги видиме следната година. Porsche 911 Speedster е развиен врз основа на семејството 911. Ќе биде и првиот автомобил на Porsche кој ќе се нуди со најновите Heritage дизајн пакети. Во опремата ќе бидат вклучени и 21-инчни тркала со дизајн кој личи на тркачките автомобили на легендарниот бренд. Моделот е со поголеми браници, преден и заден капак од карбон, шасијата е на 911 GT3, издувниот систем е направен од титаниум, а менувачката кутија е со 6 брзини. Погонскиот агрегат на моделот е класичниот за брендот 6-цилиндричен мотор со максимална моќност над 500 конски сили. На штандот на Рено покрај концептите кои беа важен дел го покажа и наследникот на Kadjar. Моделот доаѓа со примарна цел да им понуди удобност, квалитет и ергономија на клиентите. Во исто време, Рено Kadjar покажува стилска визија и потенцијал на и надвор од стандардните патишта. Внатрешноста се одликува со нов мултимедијален и инфокомуникацијски модул со 7-инчен екран и AirLink 2 систем. Обновена климатизација
климатизација, нови отвори на системот за вентилација, нова средна конзола, нови бои и материјали за тапацир, вклучувајќи и Алкантара за топ верзијата Black Edition. Со капацитет од 525 литри, товарниот простор на Kadjar е едно од најголемите во сегментот, а доаѓа и со систем Easy Brake за лесно превиткување на задните потпирачи. Во однос на палитата на мотори, Kadjar доаѓа со нов 1,3 литарски TCE бензински агрегат, достапен во две верзии на МОК и во 4 конфигурации врз основа на исти менувач. Дизел модификациите се две: Blue DCI 115, Blue DCI 150. Првата од нив ќе се нуди стартно со мануелна, а во подоцнежна фаза и со роботизирана менувачка кутија, додека втората дизел верзија доаѓа со рачна трансмисија и варијанти со погон на 2 и 4 тркала. For us, it's already a complete range for the last 4-5 years because we have 5 cars already in Europe. Yesterday we announced a 6 car for starting for China, so we have a very wide range of cars, and we announced that by 2022 the Renault lineup will have 8 full electric cars, which is I think a good way to reach the 10% of sales that has been announced yesterday by our CEO, Mr. Ghosn. Our vision is that full electric vehicle is the final destination of our industry because it's the only way to be really zero emission in use. Nevertheless, we think that there is room for hybrid and plug-in hybrid technology when it makes sense from a cost point of view and from usage point of view, and also from tax point of view, because it's really depend on each country. And yesterday we announced 3 products that will come with hybrid, the Clio with hybrid, and the Captur and Megane with a plug-in hybrid. So we have very pragmatic approach with a big focus on battery electric, but when it makes sense, we go for plug-in. I think the experience is helping us to have new ideas. I think you have seen a lot of innovation that we have put on Zoe. Every year we have improved the size of the battery. This year we innovate with a new motor which is more powerful, 110 horsepower. We also announced yesterday a new software on your smartphone to organize your navigation in a smart way using the charger. So there is really a lot of innovation opportunity, both in the short term with our current product and as well as innovation on the mid-term, like affordable car that we presented yesterday, KZ, which will be able to bring the EV technology even at a more affordable cost for China as a priority. This is a very tricky question because of course if everybody thinks with his old habit of gasoline engine, everything wants always more autonomy and more range. The reality is that you probably don't need. This car with a 300 real kilometer is driven in average by our customer at 54 kilometers per day. So this is really something which is very emotional, and we have to cope with that. And so what we try to do is to find the right balance between the cost of the battery and the range. And in the future, most probably, we will offer the choice to the customer of different size of battery, and which makes them, they can choose once again whether they want to pay more for more autonomy or they rather stick to a more limited autonomy. It's once again a question of priority for the customer. So I think this product, the leader of electromobility in Europe, is really well adapted to all country, all contexts in Europe, especially in Macedonia or any other country in the region. And I think thanks to Auto Plus, you can discover all the features of the car and be seduced by this experience.
На средина на штандот во Париз, Рено го покажа концептот EZ Ultimo, третиот футуристички концептен развој со акцент на автономното движење, електричниот погон и поврзувањето. Рено EZ Ultimo представува превозно средство со основна идеја за највисок комфор и луксус за време на патувањето. Футуристичкиот автономен автомобил е достапен како за еднократни патувања и бизнис останоци, така и за целодневни патувања. Наменет за оние корисници кои сакаат да го направат престојот на превозното средство значајно и незаборавно, инспириран од модерната архитектура и целосно интегриран во идните паметни градови. EZ Ultimo ќе понуди ексклузивно искуство за сите, со исклучително нестандардна изведба на каросеријата, со вратите кои се отвораат вертикално и хоризонтално, интериер исполнет со луксус, каде седиштата се ротираат. Renault EZ Ultimo располага со систем за автономно управување од 4-то ниво, каде без разлика на командите на возачот, возилото ќе реагира правилно. First of all, welcome to the Renault stand to look at this our new concept car EZ Ultimo, and it's very nice to meet you again, Autoplus from Macedonia. And we always have very good conversation and hope that this interview will be interesting for you. So maybe first of all, before I talk about the EZ Ultimo, we have to mention the EZ Go, which we showed in Geneva, which is a mobility service for all, for up to 6 people with luggage, and it's a ride-hailing service. And then we have the EZ Pro, which is the last mile delivery expert, which is about packages, delivery. You can also use the pods and also managed by a concierge with more sensitive or delicate objects. So this is the kind of, to complete this story, we created the EZ Ultimo, which is I would say a premium mobility experience. When we need a car for a special occasion, for a special event, that you can actually order this car for 2 hours or for half a day, and this is really the idea of it. So this is really the show of showcasing how Renault as a brand can provide as a service for mobility from let's say something close to public transport to something that is for cargo and something for really special occasion. And this is the idea behind the EZ Ultimo. I think every car we had a clear brief for each concept. The EZ Go was really about how people will use it and sharing, and for handicapped people, and everybody can use it very easily, as easy as possible. This is linked to our, let's say our brand promise of French design and easy life. And then the EZ Pro is really, again, dedicated. Even the shape itself is more very simple, pod-like, very maximizing the storage capacity, and you can use it in many different ways. It's a modular system. And then with the Ultimo, we wanted to make the most of the, let's say, the electric car flat platform, which you have a lot of space, so you can really stretch it out to have a very unusual layout, which is a 2+1 layout, that you can give people a very sense of occasion, because the interior we are able to restyle it in a way that you cannot do normally in a car because of the specific layout of this car. None of these cars are directly linked to a future model, but we wanted to create this concept to actually experiment what our brand, let's say, could become in the future, because this is we are entering a phase of a shift into mobility services. Customers in the future will buy less cars but use services. So as a brand, we want to have a really strong opinion on this, and we will provide services for all kinds of customers. So this is really an experiment for us, but also we wanted to use these objects, in the end, these concepts, to get reaction, to test people what they think. Is it the right object? Is it something that people would appreciate? And then we would apply this know-how into our future projects. And the other thing, which is in terms of, I would call it styling, we always use every concept car to try something new and something different. For example, we have been playing around with lighting on every concept car, because lighting is not just illuminating the road, it's also communicating
this is our brand. This could be a signature for our brand, the shape of the lighting. But also we wanted to create using light as communicating with another car or the pedestrians walking around. When they see that this car, the logo is lit, that means the car is autonomously driven. So you become slightly more aware and maybe let's say respect it that there's no driver. Because I think there's a phase that people will need to get used to, the fact that there are some cars will not have a driver. So there's a way to indicate that. Yeah, there's a certain symbol. It can be written in the front of the car, I'm an autonomous car, Who knows, when we try some of these details, why not, when we see this, why we can also apply it in a normal production car that people will own as well. This doesn't stop us from there. So these are just examples of what we do with concept cars in general. We think, we do it first, and then we think about how we can learn and apply some of these ideas back in our future products. I think there is I would say a slow transition period, perhaps over 20 years. But you will see more and more, because today there are lots of autonomous cars actually driving on the road. They're testing. And then very soon, I would say perhaps in a couple of years, you will see really people in them and even without a driver. But this takes time. I think we don't have a specific timeline to communicate at this point, but you will see more and more. We will be involved more and more in this area and doing a lot of testing, because we want, as manufacturers of cars for 120 years, we want to make sure the system is perfectly fail-safe, that it can also adapt to various different conditions. When there is a potential accident, how this will be avoided without causing any kind of, let's say, other accidents that may be linked to the fact that the car tried to avoid and hit some other car. So I think there are many things that we need to understand better and learn from it before we can actually do. But what I can say is that we take more care when it comes to transporting people, human beings, I would say. But for objects, for delivery services, I think this will happen a lot faster. I think this will be kind of natural, nearly, to have autonomous driving electric powertrain in the delivery scenario, because many cities will close for diesel-driven cars very soon, maybe gasoline the next, and then electric will be the only thing that will be allowed. And then automatically you have a lot of electric cars, infrastructure will be ready for it with charging and so on. And then you can use this, delivery will be very natural to adopt this technology much earlier than for passenger use. Новиот XC40 најверојатно во текот на своето постоење ќе стане најпродаваниот модел од понудата на Volvo. Идниот пазарен успех на XC40 се должи на тоа дека моделот едноставно е импресивен и со сразмерно пониска цена од својот поголем брат XC60. Изграден на целосно нова платформа, која ќе ја користат сите идни нови модели од серијата 40. Овој мал компактен SUV со себе носи три предности. Најпрво е тоа што ваквиот тип на возила се повеќе актуелен кај клиентите, потоа дека е просторен и практичен за градскиот метеж и трето, а и најважно, ужива во сите последни остварувања и нивоа на опрема како XC60 и XC90. Новото Volvo XC40 е толку добро што дури може да се пофали со меѓународни признанија, вклучувајќи и титулата за автомобил на годината за 2018 година во Европа. Друг податок е тоа што неговата побарувачка е толку многу голема од самиот почеток и се уште трае. Пред да се појави, од концернот се пофалија дека имаат повеќе од 60.000 нарачки и тоа без моделот да биде достапен на кинескиот пазар.
Многу пред да го покажат автомобилот во својата сериска верзија, минатата година Volvo објавија дека идејата за оптимална персонализација ќе биде во центарот на новиот XC40. Од брендот ветија дека идните клиенти на автомобилот ќе имаат можност да го конфигурираат својот нов автомобил во бројни надворешни и внатрешни комбинации на бои, што ќе го направи модел со најширока понуда во целата историја на марката. Сега, кога е достапен на пазарот, гледаме дека освен на новите решенија за бои, контрасти на надворешноста, обрнале сериозно внимание и на воведувањето на нови материјали и стилизирани шеми на бои за интериерот. Уличната мода, градската архитектура, дизајнерските парчиња од највисок квалитет и поп културата, сите беа наведени од брендот како извори на инспирација при изработка на внатрешноста на XC40, а сега имаме можност да го видиме нивното влијание во интериерот, како главен акцент кој паѓа врз централната конзола. Наведовме многу нови моменти во XC40, но сепак може да се примети поврзаноста со елеганцијата и ергономијата кој се препознатлив елемент на шведскиот бренд. Од компанијата направиле чекор напред и преку овој модел на пазарот истакнаа неколку интересни дизајн решенија кои ветуваат подобрен комфор од типот зошто досега никој не се сетил. Централната конзола на новиот XC40 е полна со елементи кои го олеснуваат возењето секојдневно. Тука се специјално оформените држачи за чаши, преградите за монети, картички за плаќање, кабли, просторот за бежично полнење на мобилен телефон и друго. Други интересни карактеристики на автомобилот се дополнителниот простор за багаж во предните врати, каде може да се смести дури и некој помал лаптоп или неколку шишиња. Ова го постигнале со отстранување на звучниците, а нив ги замениле со уникатен сабвуфер вграден во горниот дел од централната табла. Зборувајќи за типичен Volvo стил, можеби најдобриот пример кој може да биде даден за нивото на изработка на новиот XC40 се наоѓа во еден од најмалите дизајн елементи на интериерот, во елегантно оформените тркалца за насочување на вентилацијата. Класичното ладно чувство за метал тука е комбинирано со исклучително пријатна перцепција за непречено функционирање при ротација. Извонредно пријатни се и предните седишта на XC40, кои со нивниот тенок дизајн и елегантно обликувани подпирачи за глава придонесуваат за подобрување на внатрешниот простор. Иако одамна, петото седиште е мит во автомобилите. Да бидеме искрени, во Volvo XC40 најдовме доволно простори за петиот патник. Задните седишта исто така се ергономски, а нивните подпирачи за глава доаѓаат со далечинско преклопување, директно преку копче на дисплеот на таблата. Кај него може да најдете информативен интерфејс кој лесно може да биде управуван од било кој, бидејќи може да се види дека е конфигуриран да биде близок на паметните телефони кои ни се секојдневие. Во овој екран и во оној на инструмент таблата може да се најдат директните врски со системите со кои располага возилото, а како најкарактеристични можеме да ги посочиме Pilot Assist, City Safety, камера за видео надзор назад и други. Вградениот инфокомуникацијски систем на Volvo XC40, покрај тоа што ги има сите потребни команди за автомобилот и преку него се контролира се, ние тука откриваме уште мално интересен гест кој го направиле за идните собственици на моделот. Во однос на аудио доживувањето во автомобилот, од компанијата овозможуваат на возачот да биде егоист и да го оптимизира само за него или да биде подготвен да го сподели со сите. А како дополнување на сето тоа е озвучувањето на Harman Kardon, која ни своите 14 звучници секако има голема улога во сето тоа. Исто така, сите ќе имаат можност да уживаат во новото XC40 благодарение на функционалноста за далечинско управување од апликацијата за мобилни телефони Volvo On Call, која како што велат од Premium AGS ќе биде достапна за нивните клиенти. Таа им овозможува на собствениците да го споделат својот автомобил на представници на семејството или пријатели, а за таа цел од апликацијата се генерира посебен софтверски клуч. Со апликацијата клиентот исто така може далечински да го заклучува својот автомобил, да испраќа координати за следното патување, да ја следи приказната на работењето на возилото, да ја подесува климатизацијата и секако да испраќа сигнал за итна помош и друго. И покрај компактните димензии, вклучувајќи го и меѓуоскиното растојание и конструкцијата со високи перформанси, Volvo X40 исто така нуди одлични перформанси на автопат,
Овој SUV модел совршено се вклопува на патот, телото не се ниша и дава чувство на стабилност и при големи брзини, но е исклучително удобен и во урбаната средина. Нуди изненадувачки добро маневрирање со додадено спокојство од високото седиште. Во понудата на агрегати се нудат 5 опции. Бензинските агрегати ги сочинуваат 3 опции. Првата е T3 со 156 конски сили, потоа T4 со 190 конски сили и можност со погон на сите тркала, и T5 со истата можност, но со 247 конски сили. Кај дизелите во понуда се D3 со 150 конски сили и D4 со 190 конски сили. Ние имавме можност да ја пробаме посилната верзија на дизелскиот агрегат со погон на сите 4 тркала. Овој погонски систем е комбиниран со 8-степена автоматска менувачка кутија која нуди пргава работа и во рачниот режим на управување. Во моделот кој го имавме на располагање беа вклучени и неколку режими на работа: Off-road, Eco, Dynamic и Comfort. Вака спакуваниот модел со сите ставки наведени погоре. Во салонот на премиум AGS може да го најдете за 54.670 евра. Почетната цена на моделот со бензински мотор и на вистина богато ниво на опрема изнесува 34.400 евра. Од Volvo силно веруваат во овој модел, а тоа го покажуваат и со факти. Тие се сосема разумно уверени во квалитетите на XC40 и ветуваат дека со него ќе имаат вистински мултипрофилен автомобил, подготвен да ги задоволи барањата на целиот пазар. Пред само некое време, моделот беше представен во хибридна верзија, а следниот чекор во еволуцијата ќе биде лансирањето на целосен електричен погон. Seat го искористи сајмот за покажување на Tarako, третиот и последен предлог во SUV семејството на брендот. Во споредба со веќе познатите Arona и Ateca, новиот модел доаѓа во верзија со 5 и 7 седишта, а најважно е што ја демонстрира новата дизајн линија која Seat ќе ја користи во наредните неколку години. Seat Tarako ќе биде лансиран на пазарот на почетокот на следната година. Од Seat се фокусираат на системот за динамична контрола на подпирањето на Tarako, што нуди оптимални варијанти за сообраќај на удобност и стабилност како за движење на долги растојанија, така и на различни коловози и површини. Возачот може сам да избира помеѓу многуте режими, но може и да остави системот да работи во автоматски режим. Во палетата на мотори на Seat Tarako се вклучени 2 бензински и 2 дизел предлози кои нудат максимална моќност од 150 до 190 конски сили и во зависност од изборот може да бидат конфигурирани со 7-степена роботизирана менувачка кутија, 6 брзински мануелен, систем за погон на предните тркала или 4Drive на 4 тркала. Во халата, каде беше сместена групацијата Volkswagen, голем дел зафаќаше брендот на Шкода, кои се пофали со 2 новитети. Еден од нив е Шкода Kodiaq RS, кој е и првиот спортски SUV на марката и се одликува со посебен надворешен пакет, вклучувајќи предна решетка, кровни носачи, рамки на вратите и капаци на страничните ретровизори, исполнети во сјајно црна боја. Новиот SUV е опремен со 2.0 TDI дизел мотор со 2 турбини кои генерира максимална моќност од 239 конски сили. Kodiaq RS ќе биде и првиот автомобил на Шкода која ќе биде опремена со системот за заситување на звукот за ушите по динамично искуство на патот Dynamic Sound Boost. Од голема важност беше и концептот со класичен футуристички дизајн Шкода Vision RS, модел кој е опремен со плагин хибриден погонски систем. Во погонскиот дел е вклучен 1,5 литарски TSI бензински мотор со внатрешно согорување и максимална моќност од 150 конски сили и електромотор со 102 конски сили.
Литиум-ионската батерија на концептот е со капацитет од 13 киловат-часови, за кои се потребни само 2,5 часа да се наполни во целост. Со 245 конски сили, Vision RS е во состојба да се заврза од 0 до 100 км/ч за 7,1 секунда, а со моќноста и батеријата на електричниот режим може да помине до 70 км. Од Шкода споделија и други интересни детали за Vision RS, вклучувајќи ја специјалната бела боја на каросерија, во која има органски компоненти, кои ја одбиваат топлината и го успоруваат неизбежното затоплување на интериерот. Од брендот коментираат дека во развој и широката примена на карбонат, а од него се направени предната решетка, спойлерот, капаците на надворешните ретровизори, воздушните отвори, задниот дифузер и друго. Четвртата генерација на Jimny ги задржала карактеристиките на својот веќе 20 години стар претходник, чиј заштитен знак беше и теренското возење. Новиот Jimny беше покажан во неколку различни бои и го задржал препознатливиот стил во внатрешноста. Новитетот е осовремен со модерен мултимедијален систем со екран осетлив на допир, високо позициониран на централната конзола. Jimny ќе биде достапен со погон во две варијанти, мал 660 литарски и поголем 1,5 литарски мотор, со избор помеѓу 5 брзински мануелен и 4 степен автоматски менувач. Во понуда ќе бидат 15 и 16 инчни тркала, а опремата ќе вклучува и темпомат, старт-стоп систем, мултифункционален волан и климатизација. Што се однесува до безбедносните додатоци, фокусот е на автономна сопирачка во итни ситуации. На автосалонот во Париз, компанијата Toyota ја покажа новата генерација на кросоверот RAV4. Новиот RAV4 кросовер е изграден на модуларната платформа TNGA-K. По донесувањето на новата шасија, димензиите на моделот останаа речиси непроменети, со исклучок на тоа дека меѓуоскиното растојание порасна за 30 мм и достигна 2690 мм. Покрај тоа, клиренсот е зголемен за 13 мм и сега е 190 мм. За европејците, кросоверот ќе се нуди со хибриден систем кој вклучува атмосферски 4-цилиндарски мотор со зафатнина од 2,5 литри од новото семејство Dynamic Force со комбинирано вбризгување, електромотор, електромеханички варијатор и никел-метална хидридска батерија. Хибридот е достапен со погон на предни или на сите тркала. Во првиот случај вкупната моќност е 218 конски сили и во втората 222 конски сили. Еден од најголемите новитети на Toyota секако е семејството Corolla. Добро познатиот Auris заминува во историјата. Corolla Hatch е новиот наследник. Покрај Hatch верзијата во понудата влегуваат и Touring Sport, каросерија која е за 5 см поголема. Основниот агрегат на Corolla ќе биде со моќност од 116 конски сили и 1,2 литарска турбо единица. Првиот во историјата автомобилски производител од Виетнам, VinFast, ги покажа првите два автомобили на меѓународната изложба во Париз. На штандот на VinFast во Париз беа представени седан и SUV модел. Дизајнот на моделите е изработен заедно со Pininfarina во Италија, а од виетнамската компанија коментираат дека е создаден со идеја да биде инспиративен. Различни по конструкција, двата автомобили на компанијата делат заеднички изглед на лицето, каде има акцент врз предната решетка во V-облик. Може би поинтересна карактеристика на првите два производи на VinFast е сепак онаа дека дизајнот на автомобилите е резултат од гласање од жителите на Виетнам.
Во анкетата учествувале повеќе од 62.000 луѓе кои имале можност да избираат меѓу 20 различни проекти, дело на 4 познати италијански дизајн куќи, специјализирани во автомобилскиот дизајн. Првите испораки на моделите ќе бидат реализирани во Виетнам во јуни 2019 година, а потоа Винфаст ќе стартува на неколку други автомобили, вклучувајќи градски модел, целосно електричен автомобил и електрични автобуси, за кои од компанијата коментираат дека веќе се наоѓаат во процес на развој. Првите испораки на клиенти надвор од домашниот пазар ќе бидат реализирани во текот на 2020 година. Изненадување на салонот беше промовирањето на моделот од страна на Дейвид Бекам во придружба на Мис Виетнам. Со представувањето на најголемиот кросовер на компанијата моделот X7, BMW ја заокружи понудата на палетата спортско корисни возила. Огромниот теренец со индекс G07 треба да се надпреварува на пазарот со модели како Mercedes GLS и Range Rover. Новиот BMW X7 е цели 229 мм подолг од XP, а растојанието помеѓу двете оски е за цели 130 мм поголемо. Така, X7 е подолг од Mercedes GLS и Cadillac Escalade, а отстапува само со 48 мм од базата на Range Rover. Во основата на теренецот е модуларната платформа CLAR во верзијата со предна суспензија во две точки. Од BMW сепак се категорични дека X7 не представува подолг X5, туку моделот го класифицираат како теренец кој нуди удобност, споредлив со оној на лимузината од серија 7. Интериерот е опремен со 3 реда седишта, а на секој од нив ќе има по 2 места за седење. Секој од нив е електрично прилагодливо, а постои можност вториот ред да има 3 места. Уште во основната верзија возилото добива 4-зонска клима и панорамски покрив, а како опција се нуди 5-зонска клима и панорамски покрив Sky Lounge, контролна табла, стерео систем Bowers & Wilkins и професионален систем за забава на патниците. Најпрво, купувачите на BMW X7 ќе може да изберат меѓу 4 мотори, и тоа 2 бензински и 2 дизел. Верзијата X-Drive 50i со бензински V8 агрегат и 4,4 литри развива 452 конски сили, додека X-Drive 40i се потпира на 6-цилиндерски мотор со 340 конски сили. Дизелот B7 е со зафатнина од 3 литри, а се нуди со 265 конски сили. Во X-Drive 30D и 400 конски сили за X7 M50D. Во вториот случај, единицата има 4 турбини. Сите мотори се комбинираат со 8 брзински автоматски менувач Steptronic и систем за погон на 4 тркала X-Drive, каде вртежниот момент се пренесува на предната оска. Во опремата на X7 M50D влегува диференцијал M-Sport со електронско заклучување на задните тркала. Сите верзии на X7 ќе бидат опремени со воздушно потпирање кое е електронски управувано. Клиренсот ќе може да се нивелира до 80 мм по притискање на копчето на централната конзола или со помош на клучот Display Key. Активните стабилизатори за странична стабилност се исто така достапни како дополнителна опрема. Може да се нарача и пакет Off-Road, кој додава 4 режими на работа на владеачката електроника. Во режими X-Send, X-Gravel, X-Rocks и X-Snow се менува алгоритмот на работа на автоматскиот менувач, на системот за погон на 4 тркала, како и времето за реакција на педалот за газ и клиренсот на теренецот.
Како предводник на брендот, BMW X7 има огромен број електронски помагала за возачот. Меѓу нив се активниот круз контрол со функција Stop and Go, асистентот за вртење и запазување на лентата на движење, систем за предупредување при фронтален удар, а постои и систем за паркирање кој вклучува помош за движење наназад. Новиот виртуелен дигитален кокпит е достапен уште во стандардната опција, а истиот вклучува целосно виртуелен инструмент панел и централен дисплеј со дијагонала од 12,3 инчи. Сето ова се вика Live Cockpit Professional, а го користи оперативниот систем BMW 7.0, кој се ажурира преку интернет и има систем за гласовно управување од Microsoft. Се очекува главните пазари за BMW X7 да бидат Кина, Русија и САД, а стартот на продажбата да почне во март следната година. Alright Max, I found a shortcut. Get ready to get a bit dirty. Yes boys, sounds like fun. Nicely done. Got far now. One last stop. This is really slippery. Can I get a tire change? Stop on the marks. You'll see the boys. Where to next? Head down Ocean Drive. I think he wants to race. Let's see what he can do. Hey Daniel, what took you so long? 2 words, Max. Las Vegas. Haha, reckon this would be a cool circuit? Only one way to find out, mate.